Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен йога практикант и сертифициран йога учител. Во оваа прилика би сакала да споделам со вас неколку вежби кои што ги таргетираат рачните зглобови. Ке работиме на одржување на нивното оптимално здравје и постигнување на оптимален опсег на движење. Ке започнеме многу едноставно. Ги креваме рацете, ги спружаме пред нас и правиме тупаници со дланките и ги спружаме прстите. Тоа го правиме неколку пати, повторуваме. Така може малце поенергично. Можеме да зголемиме брзината, да видиме како тоа се одразува врз мускулите во пределот на подлактицата. Најбрзо што можете. Интересно е да се забележи колку брзо всушност ни се заморуваат овие мускули. Така, уште неколку пати. Океј. Ги ослободуваме рацете. Наблюдуваме што се случило, оставаме малку мускулите да се одморат. Така. Сега ќе продолжиме. Ги испружаме повторно рацете. Дланките односно прстите ги креваме нагоре, па надолу. Нагоре, надолу. Така, неколку пати. Убаво би било да го координираме движењето на дланките горе-долу со вдишување и издишување. Така. Уште неколку пати. Меки движења, контролирани движења. Така. Се враќаме во централна положба, ги спуштаме за момент дланките на бутините, наблюдуваме какви сензации чувствуваме во моментот како резултат на претходната вежба. Така. Повторно, рацете испружени пред нас, ги ставаме палците во дланката, преку палците останатите прсти, значи правиме повторно тупаница и правиме кругови со тупаниците. Повторно, контролирани, меки, флуидни движења, најубаво во координација со дишењето вие одберете. Менуваме насока, значи во обратна насока почнуваме да ротираме. Така. Наблюдуваме што се случува во рачните зглобови, што се случува во рацете во целост. Уште неколку пати. Се враќаме во центар, ги ослободуваме дланките, ги спуштаме повторно на бутините. Следната вежба ќе изгледа вака. Повторно ги спружаме рацете пред нас, дланките нанадвор ги вртиме, односно палците надолу. Дланките ги спојуваме од нивната надворешна страна. Зглобовите се допираат и сега ќе почнеме да правиме кружни движења на следниот начин. Зглобовите не го губат контактот еден со друг. Така, на овој начин ротираме и даваме блага масажа. Така, можеме да смениме насока. Повторно дишењето можеме да го координираме. Така, уште неколку пати. Се враќаме во централна положба,
ги ослободуваме дланките на бутините. Повторно одмораме за момент или два, забележуваме што се случило, каков е ефектот на вежбата. Се подготвуваме за следната. Повторно, рацете пред нас, палците надолу, десната рака оди преку левата, дланките се спојуваат, прстите се испреплетуваат и така испреплетени, дланките ги насочуваме кон градите, нанадвор и нанапред. Повторно, надолу, нанадвор, нагоре. Така. Немојте на сила да пробувате да постигнете одреден опсег на движења кој што во моментов не ви е достапен. Значи, нежно, нежно. Можете побрзо да ја работите вежбата, можете поспоро, зависно од вашите можности и потреби, односно што сакате во моментот да искусите и да постигнете. Уште еднашка нагоре и нанадвор, надолу. Менуваме, левата рака оди врз десната, дланките се спојуваат, прстите се испреплетуваат и повторно го повторуваме истото движење. Така, забележуваме каква е разликата од едната до другата страна. Не сме симетрични, само така делуваме. Понекогаш има огромни разлики помеѓу десната и левата страна. Но затоа работиме за да ги изедначиме тие разлики и да постигнеме одредена урамнотеженост во нашето тело. Уште еднашка. Се враќаме во почетна положба. Ги отплетуваме прстите и ги ставаме дланките на бутините. Така, повторно забележуваме. Не се брзаме никаде. Си даваме време да го абсорбираме ефектот на вежбата. Така. Повторно ги спружаме рацете пред нас. Ги спојуваме дланките, ги испреплетуваме прстите и почнуваме да правиме полукружни, или не знам како да ги наречам, осмици. Да правиме осмици со дланките. Така, во другата насока. Ова ми е малце потешко, ме збунува. Така. Ги забележувам и овие работи. Понекогаш, правејќи едноставни движења, едноставни вежби, забележуваме колку всушност сме, например, некоординирани. Така, сега можеме да ги турнеме дланките на надвор. Малку. Ги отплетуваме прстите, дланките ги ставаме на бутините. За следните неколку вежби ќе ја заземеме положбата на сите 4. Така. Дланките ги поставуваме убаво на подот. Прстите се насочени нанапред и почнуваме да правиме кружни движења со торзото. Че замислуваме како рамениците да прават кругови околу рачните зглобови. Во една насока, па во друга насока.
Така. Сега прстите ги насочуваме на надвор. Така. Повторно истото. Кружни движења во една насока. Забележуваме како ориентацијата на прстите го минува доживувањето на вежбата. Така, менуваме насока. Така. Сега прстите ги насочуваме кон колената. Направен напред, назад. Забележуваме како тоа делува. Сега ќе ја сменам малце положбата, за да може побаво да се види што правам. Така. Напред, назад. Неколку пати. Колку подлабоко ги спуштаме колковите, толку поинтензивно ќе биде доживувањето во рачните зглобови. Не претеруваме. Така, и сега повторно кружни движења во едната насока, па во другата насока. Така, сега само демонстрирам, не ви кажам точно колку пати во една, колку пати во друга насока. Меѓутоа, кога самостојно ќе ги работите овие вежби, гледате бројот на повторувања да бидат исти. Така, сега прстите ги насочуваме едни кон други, повторно најпрвен странично ќе се придвижиме. Така, повторно ќе се сменам тука да може да се види поубаво. Така. И сега ќе правиме кружни движења. Неколку пати во едната насока, неколку пати во другата насока. Така. Седнуваме малце, ги ослободуваме зглобовите. Можеме малку да ги протресеме рацете, чисто да ги ослободиме. Така. За следната вежба, дланките ќе ги поставиме на начин што надворешната страна ќе биде поставена на подот, практично внатрешната страна на дланките ќе биде насочена кон лицето. Ова може да биде малце поделикатно, затоа внимателно прстите се насочени едни кон други, почнуваме да ги собираме и ослободуваме прстите. Така. Овде сосема малку се придвижуваме. Ке забележите дека можеби не можете толку слободно да се движите како во претходната поставеност на дланките. Така. За следната вежба ја поставуваме внатрешната страна на дланките на подот. Така, сега ќе се завртам на овој начин да може поубаво да се види. Така. Прстите ќе ги оставиме залепени за подот, ќе ги кренеме само зглобовите и дланките. Така, повторуваме неколку пати. Ова би требало да ги зајакне малку мускулите, дланката, подлактицата. Така. Сега при следната репетиција
Ке ги кренеме и прстите. Врвовите на прстите остануваат на подот. Така. Креваме зглобови, дланка, прсти. Прсти на под, дланка, зглобови. Ке повториме неколку пати. Забележуваме како го доживуваме ова движење. Така. Уште неколку пати. Ги ослободуваме дланките, седнуваме, ги одмораме дланките, забележуваме што се случува. Оно што следно можете да го направите е да си дадете масажа самите на себе. И тоа ќе го направиме на следниот начин. Ја спуштаме едната дланка и подлактицата на подот и благо притискајќи со дланката од другата рака ја масираме дланката која што е на подот, рачниот зглоб, над лактицата дури можеме да ја масираме. Самите одредуваме колкав притисок ќе дадеме. Ништо насилно, ништо премногу интензивно. Се трудиме да ослободиме тензија од овој дел од телото, а не да создадеме нова. Така, истото можете да го направите и со помош на коленото. Сега ќе го демонстрирам тоа на другата страна, да не се повторуваме. Така, сега завземете положба што ќе биде безбедна, значи во која што ќе се чувствувате стабилно. И го поставуваме коленото најпрво во дланката, врз зглобот, над лактицата, односно под лактицата. Така. Сега ќе забележите дека ова може да биде многу поинтензивно во споредба со претходната варијанта, затоа бидете внимателни. Така. Ослободуваме. Се враќаме во сидечка положба, забележуваме што се случило. Како стига ги чувствуваме рачните зглобови, дланките, прстите, подлактиците, рацете во целост. Со овој избор на вежби секако не се исцрпуваат сите можности. Доколку вие знаете некоја вежба, имате своја идеја, ве молам, споделете ја. Би ми било задоволство да ги слушнам вашите коментари и мислења. Намасте!